Денот на кревањето на Тиквешкото востание, далечната 1913 година, денеска беше повод да се чествува пред споменикот подигнат во негова чест во паркот Поланата. Делегации на локалната самоуправа и градоначалникот Александар Панов, Советот на општината, Сдруженијето на борците и други граѓани положија свежи цвеќиња пред овој споменик подигнат на историското место кај Поланата. Кустос историчарот Марија Михова се осврна на периодот на кревањето на востанието и приликите во тој период кои биле присутни на овој терен. Актерите Диме Коцевски и Марија Глигорова преку актерски перформанс не доближија до настаните од тоа време пред 104 години, а градоначалникот Панов пак во своето обраќање го апострофира месец јуни како значаен месец во историјата на Кавадарци и Тиквешијата. Во тоа време се давал голем отпор кон окупаторите, некогаш бугарскиот, некогаш српскиот, но тоа бил и период на будење на слободоумната мисла и стремежот за слобода. Неговата поента беше дека ние сепак им простуваме на убийците, но не забораваме никогаш што направиле тие врз нашите предци. Актерот Александар Малинков во одјавниот збор, упатувајќи комплимент за авторот на споменикот Кирем Мукеетов и авторот на постаментот Димитар Самарџиев, посети на значењето на делото и пораката на оние што ги дадоа животите. Овој народ секогаш ќе ги почитува и со внимание ќе ги следи сите настани во кои е изразена борбата за слобода. Инаку споменикот е поставен 1913 година. 1913 година представува првиот масовен вооружен протест на населението од Тиквешијата против воено-административниот режим во Тиквешијата по Првата Балканска војна. Воспоставувањето на српската управа во Тиквешијата довела до замирање на секаква стопанска, општествена и културна дејност во овој крај. Училиштата биле затворени, а свештениците и учителите биле немилосрдно тероризирани и спречувани да ја вршат нивната професија. Били извршени неколку убиства врз голоракото население во овој крај, а тепањето и малтретирањето врз населението станало секојдневие. Како резултат на изразениот револт на населението од овој крај, во јуни 1913 година бил формиран револуционерен штаб во кој влегле Лазо Бањански, Мишо Шкартов, Коцо Сеизов, Ристо Михов, Тасе Мурџев, Тодор Камчев, Пане Измирлиев, Мело Јанев, Тодор Мицев, Глигор Линин, Ефтим Манев, Дончо Лазаров, Васил Саздов, Диме Пинџуров, Тасе Бошков, Трајче Туршијата, Јован Чешошев, Милан Анастасов, Милан Ацев, како и сите војводи на организацијата. На 19 јуни започнало востанието, во кое земаат учество околу 200 востаници, а заедно со четите на ВМРО околу 1000. На 19 јуни востаниците успеале да го ослободат Неготино и околината, а на 19 јуни било ослободено и Кавадарци. Со отпочнувањето на воените дејства, четите предводени од војводите Милан Ѓурлуков, Христо Чернопеев, Петар Чаулев и други, започнале широки воени акции врз објекти и воени пунктови врз српските вооружени сили на територијата на Тиквешијата. Покрај Кавадарци, Неготино и Ваташа биле ослободено скоро сите села во Тиквешијата, околу 50, каде била воспоставена народна власт. На општинската зграда во Кавадарци било истакнато револуционерното тиквешко знаме од 1903 година. Под притисок на големата српска војска, предводена од Василije Трбиć, помогната од четниците на Јован Бабунски, Јаја Ага Малиć, Јован Долгачот и други, за кратко време биле разбиени востаничките сили, кои веќе на 25 јуни биле принудени да се повлечат од заземените градови. По задушувањето на востанието, местното население во Тиквешијата било подложено на страшен терор и репресалии. Според нецелосните податоци, били извршени убиства и тоа во Бесвица 28, Бохула 44, Ваташа 37, Војшанци 19, Глишич 3, Кавадарци 25, Кошани 17, Курија 20, Марена 4, Неготино 117, Рибарци 15, Рожден 5, Пепелиште 5, Прждево 35 или во целиот Тиквешки крај 545 луѓе. Тиквешкото востание во 1913 година беше причината поради која српските воено-административни власти го извршија најголемиот злочин во поновата историја на народот од овој крај, убивајќи при тоа повеќе од 550 мажи, жени и деца од овој крај. Денес Тиквешкото востание представува составен дел на македонската историографија и историја.
Како историски настан, истото е поместено во петтомна историја на македонски народ, во новата македонска енциклопедија, во македонскиот историски речник, а исто така е објавен зборник за Тиквешкото востание од 1913 година. Секогаш кога овој месец чествуваме по повод трагичните настани, јас ги викам и црни и златни настани од историјата на Кавадарци и Република Македонија, неодмирливо е да направиме знак на еднаквост помеѓу жртвите од Тиквешкото востание и оние жртви кои што беа дадени во за време на Втората светска војна, а како поголеми и како позначајни се токму стрелањето на 12 младенци. Во контекст на овие два настани, или во контекст на мрачниот месец јуни за историјата на Кавадарци и на Република Македонија, меѓутоа и златниот месец кој што со злато се втемели во историјата на самобитноста на македонскиот народ, би сакал еве пред сите вас да спомнам еден момент кој што мене лично ме трогна и кој што ги поврзува двата настани. Тоа се просториите на општина Кавадарци, во кој што, ако добро се сеќавате, дека пред неколку години во самиот хол беше изложена една голема слика од стрелањето на ваташките младинци. Тоа беше дел од нашата историја, представена на зидот во општината Кавадарци, меѓутоа истовремено и голем потсетник за тоа што некој некогаш правел на оваа територија. И морам да ви кажам дека беше многу збунувачки за делегациите од нашите побратимски градови од Бугарија, кои што не знаеја што е тоа и не знаеја дека тоа воопште се случи. Односно, никој не ми го кажал или се обидел да го скрие. Јас секогаш упорно го повторував тоа, за да бидејќи се различни делегациите, за да не да им се подсмеваме, не да ги обвиниме, туку да запамтат, да пренесат, а истото да не се повтори. Исто така во просториите и во мојата канцеларија се уште стои сликата од Тиквешкото востание и од конфликтот, насликан на таа слика позади мене помеѓу турскиот башибозук и српската регуларна војска и комитите, односно граѓаните на општина или на градот Кавадарци. Исто така, денес многу српски делегации ме прашуваат што представува тој настан позади мене. И им објаснувам, исто и тие се вчудоневидени, не знаат, да не кажам не се прават дека не знаат дека нешто се случило. Истиот мотив е кај мене повторно и кај оваа делегација, и кон оваа делегација, не да им се подсмеваме, не да ги обвинеме, ништо друго, туку да кажат и да раскажат таму од каде што доаѓа дека некој некогаш тука бил окупатор и дека некој некогаш нас не убивал. Сето со една единствена цел, а тоа е да не се заборави и никогаш да не се повтори. Овие жртви тука, на територијата на општина Кавадарци, денешна општина Росоман, па и на Неготино, како и сите трагични настани наназад, настанот на ножот, настанот за стрелањето на тиквешките младинци, учесниците, другарите на Дедо Наце кои што го дадоа својот живот за ова што денес ние го уживаме, треба трајно да остане во наше сеќавање, во сеќавање на нашите поколенија, бидејќи без нивната жртва ние немаше да видиме тоа што сме денес и нема да видиме тоа што очекуваме да видиме утре. Затоа на сите нив нека им е вечна славата и никогаш споменот за нив да не се заборави. Револуционерниот оган во Тиквешијата кој бил запален за време на Илиденското востание долго време тлеел на овие простори, а била потребна само една мала искра за повторно да пламне и да се разгори, затоа што голема била желбата за слобода на овој народ. Во Кавадарци на неколку наврати поминала Тимочката дивизија, а посебно со своите насилства и бруталност врз населението се проставил нејзиниот 14-ти пешадијски полк. Така за убиство на еден српски војник во една турска куќа во Кавадарци, кој сакал да ја ограби куќата, српските војници стрелале околу 50 на турци, меѓу кои и деца од 10 до 12 годишна возраст. Една од првите административни мерки кои ги направиле српските војни власти во овој крај е затварањето на сите училишта во околијата. Најнапред ја затвориле трикласната гимназија во Кавадарци, а учителите Ристо Михов, Џошо Бадев, Борис Минчев, Андон Коцев и други били уапсени и тепани. Со овој акт биле затворени околу 50 училишта.
Кон крајот на декември 1912 година, српскиот командант на градот полковникот Урошевиќ ги повикал членовите на старата градска управа на Кавадарци. На состанокот полковникот сакал да ги убеди представниците на управата во Кавадарци, која функционирала во времето на турското владење, по сила на српските закони престанала да постои и дека од сега па натаму ќе биде само како што тој ќе каже. По ова тиквешките првенци се упатиле во куќата на Јован Чешкартов, каде што веќе било собрано целото раководство на градскиот комитет на ВМРО, членовите на околинскиот комитет, војводата Лазо Фертиков и неговиот помошник Александар Хаджидемирски, местниот војвода Данчо Лазаров, видниот револуционер станданист Мишко Шкартов и други. Општинарите известиле за состанокот со српскиот командант Урошевиќ, од чии реакции сите били изненадени. Откако добро ја анализирале состојбата, било утврдено дека единствен начин да се расчистат односите со српските воено-административни власти во Тиквишијата е вооружен бунт. На ваквиот предок, кој бил со одушевување прифатен, баташкиот војвода Дончо Лазаров изјавил: "Јас сум подготвен со моите другори и сметам да излезам по селата за да го подготвам населението и да го проверам оружјето." Не поминало ниту една недела, српскиот полковник Урошевиќ повторно ги повикал општинарите, членовите на училишниот одбор и им соопштил дека добил наредба од Белград сите основни училишта и прогимназии во Тиквешијата да се затворат и наместо нив да се отворат српски. Српскиот командант им одговорил: "Вие сте стари срби, само што бугарите ве асимилирале. Штом ние сега дојдовме овде, вие пак сте срби." И додал: "Ако не ја исполните мојата желба, сите ќе ве убијам." Во текот на април 1913 година во Тиквешијата се враќа по првата Балканска војна баташкиот револуционер Диме Пинџуров, кој без да се легализира се вклучува во четата на војводата Дончо Лазаров и со неа ги обиколува тиквешките села. Српските власти веќе насетиле дека населението во Тикве се подготвува за акција, па затоа уште повеќе го се засилуваат теророт. Во една вака напнатна состојба, српските власти во мај се решаваат во целиот Тиквешки округ да спроведат референдум. На терен веднаш се вклучиле комисии составени од српски чиновници, учители и свештеници. Тие оделе од село во село и на секој поединец му го поставувале прашањето: "Србин си или македонец?" Одговорите кои ги добиле српските власти од теренот биле поразителни. Тогаш паднала всушност и првата жртва на овој терор, а тоа бил младиот Александар Лецо Видов, член на ВМРО и активист на училишната управа. Овој млад човек бил фатен и ликвидиран од четата на Коста Павловиќ. Тој на прашањето на српскиот старешина дали е србин или не, без двумење одговорил дека не е србин. Со убиството на Александар Видов веќе бил даден сигнал за ликвидирање на членовите на револуционерната организација. Околинското раководство во Кавадарци добило соопштение дека за вооружено востание во Тиквешијата се подготвуваат четите на Васил Чепагаров, Джаконев Таси, Карамфилов, Спространов, Чаулев и Ѓурлуков, а големата чета на војводата Христо Чернопеев останала на левиот брег на реката Варда. Местниот војвода Дончо Лазаров, заедно со својот помошник Диме Пинџуров, придружени од десетарите Тордол Белчев, Мело Јанев, Диме Куси Ставрев, Борис Ташев, Лазо Хаджиорданов и Ристо Врчков, сите од село Ваташа, започнуваат со обиколка на тиквешките села. Заедно со него се сите видни револуционери, централисти од Тиквешијата, како Пано Измирлиев, Лазо Бањански, Глигор Линин, Тасе Мурџев, Коцо Сеизов, Ивтим Ридов, Ефтим Манев, Христо Миков, Никола Јарев и Илија Хаджиманов, сите од Кавадарци. Мошне голем авторитет кај населението во Тиквешијата уживал тиквешкиот револуционер и војвода Мишо Шкартов, кој бил сместен за наследник на војводите Добри Даскалов и Пешо Самарџиев. По долгите разговори бил формиран револуционерен штаб во кој влегле Мишо Шкартов, Христо Михов, Лазар Бањански, Коцо Сеизов, Тасе Мурџев, Пано Измирлиев, Мело Јанев, Тодор Мицев, Глигор Линин, Ефтим Манев, Дончо Лазаров, Васил Саздов, Диме Пинџуров, Тасе Бошков, Трајко Туршијата, Џошо Галев, Јованче Шошев, Милан Анастасов и Милан Арсов. Во револуционерниот штаб влегле и сите војводи кои им дошле на помош на тиквешани.
Во овој период на подготовките за предстојно востание, особено бил активен масивниот војвода Дончо Лазаров, кој откако ги обиколил сите села и поделил оружје запленето од турските воени магазини, свикал едно советување во село Бегниште. На ова советување, кое траело од 28 до 30 мај 1913 година, присуствувале представници на организацијата со речиси сите села во Тиквешкиот округ. За да се посетат сите села и да се известат раководителите на комитетите, во тие села голема улога одиграл главниот курир на организацијата во Тиквешијата Ристо Рипа од село Гарниково. Состанокот во село Бегниште имал карактер на конгрес, затоа што на прашањето за каревање на востание едногласно се искажале сите представници, делегати, кои зеле учество за советување. На советувањето или конгресот во село Бегниште било донесено решение за кревање на востание, бил одреден месец јуни. На 2 јуни штабот добил соопштение дека сите револуционери и четите совојводите влегле во Тиквешко. Токму во тоа време револуционерната чета на војводата Дончо Лазаров се наоѓала во неговото родно село Ваташа. Таа се состоела од 33 борци, сите од Ваташа и Кавадарци. Четата ја откриле турците помаци од Ваташа, кои на српските власти им соопштиле дека четата на војводата се наоѓа во Мицевото мало во Ваташа. Од Кавадарци веднаш била испратена силна војна единица од 5-та Дринска дивизија, потоа српската чета на Коста Павлович. И покрај силниот терор и заплашување ваташање не ја предаваа четата. Селаните стоечки ги издржале сите малтретирања, заплашувања и притисоци. Од тепањето не биле поштедени ни жените ни децата. Од мажите најмногу биле тепани и измачувани Зарко Илиев, Тодор Мицев и Лазар Хаджијорданов, како и првата жена, членка на револуционерната организација во Тиквешијата, Наца Арсова Пинџурова. Српскиот мајор Ѓурковиќ му дарил на неговиот подчинет, поднаредникот Чазим, турчин од Кавадарци, да ја врзе Наца, за да може полесно да ја испрашува и да ја мачи. Веста за зверското мачење на Наца Пинџурова со молничевска брзина се пренела во Ваташа и во Кавадарци. Таа вест стигнала и до ушите на нејзиниот син Димитар, кој веднаш посекал да ја виде мајка си. Требало многу време војводата Дончо Лазаров и другарите од четата да го разубедат, бидејќи српските воени власти вака чекале тој да се врати во Ваташа. Диме бил исправен пред големата дилема, дисциплината на организацијата или несреќата што ја снашла неговата мајка. Меѓутоа тој како предан револуционер сепак се подчинил на дисциплината. Теророт и самоволието на српските војници во Ваташа не престанал. Затоа придонел младиот српски офицер Милан Керковиќ, кој покрај своите успеси во тепањето врз голоракото население извршил силување врз една млада невеста само еден ден по нејзината свадба во Ваташа. И покрај силниот протест на нејзините родители на обесчестената девојка, српските воени власти, освен ветување дека ќе превземат мерки против сторителот, ништо повеќе не сториле. Во Ваташа било сурово претепан и Тодор Балчев, без никаква причина, а бил претепан и 17-годишниот Борис Дубровски од Ваташа од страна на еден српски офицер. Во село Гарниково биле претепани Ристо Рипа и Петре Јовчев, во Бегниште кметот Илија Спанџов и попот Илија Глигоров, а селскиот учител Коста Димитров за малку куртулил да не биде убиен и така натаму. Во Неготино српските жандармерии извршиле насилство врз Мишко Балканот, Доне Мојсов и неговата жена, Галаб Ѓорчев бил претепан и одвој останал жив, а од силното тепање Алекса Сопочанецот умрел. Сите овие настани, како и многуте други, биле само капка повеќе во преполнетата чаша, предизвикана од многуте српски убиства, насилства и изживување врз местното население во Тиквешијата. Посебно ми е мило секогаш кога минува моје години покрај овој парк заради делото на академскиот скулптор наш Кире Мукетов.